Производството на мед во Македонија годинава за разлика од лани е намалено за околу 50 до 60%, а некои региони воопшто и не произвеле ниту килограм од овој еликсир. Со овие тврдења излегоа пчеларите кои денеска се собраа на фестивалот на медот во Прилеп. Тие велат дека овој тренд трае веќе неколку години и се плашат дека ситуацијата во иднина може да биде и многу полоша. Како главен виновник ги посочуваат климатските промени, но и човечкиот фактор. Производството на мед ова година е намалено како и претходните години наназад. Дали се должи тоа на климатските услови, полоши климатски услови, секоја година се полоши. Така да се соочуваме со намалено производство, а со поголема побарувачка на мед. Зависи од реон до реон, некаде има до 50-60% намалување. Некаде дури некои пчелари не ни извадоја мед со што може да го понуда на пазарот. Оваа година со производството на мед е многу слабо и од година на година се намалува. Можеме да кажеме дека од ланска година до оваа 60% некаде намалено е, а во некои места скоро ич не извадоја. Мариоскиот дел скоро опште не покуша ни да вада. Тоа е на временската ситуација. Сушата пред се си го направи своето. После беа температурните разлики беа меѓу ноќта и дента беа големи и тоа делуваше на медењето на растенијата. Најголемиот виновник е човек. Не соодветно користење на хемиските производи кои што се третираат растенијата. Не ги труја пчелите. Пчеларите велат дека побарувачката на мед во Македонија е доста мала. Велат дека за тоа биле виновни два фактори. Прво, тоа што граѓаните не биле доволно едуцирани за хранливата вредност на медот. И второ, на продажбата влијаела секако и ниската куповна моќ и стандард на граѓаните. Слаба е побарувачката кај нас во Македонија на глава на жител е некаде околу 2,5 до 3 килограми на годишно ниво, за разлика од европските земји каде со 3 пати поголема потрошувачката на мед. И точно затоа, баш затоа ги организираме овие фестивали, организираме и други манифестации низ Републиката и надвор од Републиката заради поголема афирмација на медот и на другите пчелни производи. Пчелните производи слабо, поготово овде кај нас Прилеп, Скопје и така бевме минатиот викенд во Скопје добро, поголема е потрошувачката. Луѓето повеќе се едуцирани. Побарувачката на мед оди некако, меѓуто како оди стандардот, така паѓа и побарувачката. Кон одбележување на фестивалот на медот во Прилеп се приклучија и немладите од градинките со своја пригодна програма. Значи, оваа недела, согласно Законот за заштита на деца, е недела на детето и ја одбележуваме со различни манифестации. Оваа година тема на недела на детето ни е здрава храна, здраво дете. Имавме организирано предавање од професорки во средното општинско училиште Орде Чопела за здравата храна, работилници со родители, спортски активности и денес учествуваме на отворањето на фестивалот на медот. Фестивалот на медот во Прилеп предвидено е да трае од денес па се до сабота.